Па пред се човек за да биде успешен и да може да менаџира добро треба да сака. Значи најважна е волјата според мене, затоа што има многу луѓе што сакаат, ама не сакаат. Со краток фитиш сум пробал на јога да одам, не ми успеа. И па има моменти кога се полудува, кога не се стига, кога се касни, кога ти блокира политичари сообраќај и протести се случуваа, па не можеш да поминеш. Снеже ли најде да ти тепо Снеже секој 16 пати сум гостувал кај нејзиви емисии, знаеш како ме најава? Сопругот на Сара Мејс. Па многу работи не ми одат од рака. Пример, пипави работи со штрафчиња дома кога треба да се прави, кога гоблени да се везат и такви некои работи, тоа не ми оди. Да не ме начека Сергеј па да ми објаснува сега не треба да се бавиш со мода. Во Македонија, тој што ништо не направил може многу да успее и тој што многу прави може да не успее. Внимание ве молам. Следуваат минути посветени на најопасните случувања на балканската сцена. Напад од најексклузивни информации, бомбардирање од шпекулации, теми со различни конотации и смели и безвременски инспирации. Продолжуваме во континуитет со ист интензитет. Втора сезона Старс. Здраво Македонија и добре дојдовте во новото издание на Старс. Некако во последно време си почесто ги слушам луѓето каде што кажуваат дека немаат време за едно, немаат време за друго. Јас морам уште на сам почеток да кажам дека апсолутно не се сложувам со тоа или не согласувам со тоа, заради тоа што се може ако навистина се сака. Токму од таа причина, нашиот вечерашен гостин, сакам да го најавам како првично сопруг, татко, директор на успешна маркетинг агенција, водител на радио, водител на сите можни настани во Македонија и што ли уште не, физички активен при тоа. Ве молам затоа да го поздравиме со еден огромен аплауз Димитар Атанасовски. Фала ти на прекрасната најава, фала ти на Мора така да те најавам. Да, особено ми е драго што почнуваш со сопруг, татко. Па тие се најважните. Се родив, па станав сопруг, па после станав татко, па после почнав тук там да работам нешто. Види, убави епитети, во моментов најгорд сум на тие, иако можеби за некој смешно звучи тоа. Меѓутоа, семејството ми е од огромно значење и вечна инспирација за се што правам и целата енергија што ја црпам, за да се има време за се. Па така и нормално. Според мене тие улоги се можеби најбитни во животот човек што треба да ги има и баш поради тоа почнав токму со сопруг и татко. Не дека другите не се сопрузи или не се татковци, но првично да ти посакам, еве добре дојде во нашето студио, конечно се изреализира ова снимање, не денес, не после, не утре таванот. Мислам дека е добар, нема да падне денес. Многу убаво ви изгледа студиото. Добро вечери за вас, дами. Прекрасно изгледате сите три. Фала. Не знам зошто во црно сте облечени, дали ова треба да значи дека до крај на емисија ќе ме погребате или сте на некој парастос, ама се надевам дека ќе ви биде забавно и дека ќе уживаме и дека ќе направиме супер шоу. Бевме вчера сите во бело, заради тоа сме денес малку контра да... Значи утна вечерта ја. Како се чувствуваш, кажи ми, дали си Супер се чувствувам, многу ми е драго што го реализиравме ова снимање, особено заради тоа што првото снимање требаше да бидам оној резервниот кона на Обрајан, оној што стои со змиите и што викаат не доаѓа гостина, влези ти, ајде ја влагам. Ама не се деси тогаш. Ме фати некој ужасен грип што мислам дека не постои човек во регионов кој што не го прележа. Да, и сега сум супер, така што одлично се чувствам. На самиот почеток, како што кажа и самиот, наредив неколку епитети или неколку убави зборови. И сакав тука да кажем уште на почеток на гледачите дека на вистина се може доколку вистински се сака. Со добар менеджмент на време и ресурси, буквално се е можно. Еве сега, како што ги кажав, сите тие работи што ги правиш во текот на едно деноноќие или еден месец, не знам. Кажи ми според тебе, кои карактеристики што треба да поседува човек за да може да биде истраен во она што го работи? Сега тука усвари не зборувам само за работа, тука зборувам и за меѓучовечни односи. Па пред се човек за да биде успешен и да може да менаџира добро треба да сака. Значи најважна е волјата според мене, затоа што има многу луѓе што сакаат, ама не сакаат. Порано имаше едно, сакам да најдам работа, ама не сакам работа да ме најде мене. Боле да така што да, така што мислам дека со добра волја и со вистинска желба
се сработува и второто според мене е добар тајм менеджмент, односно добро менаџирање на обврските, иако можеби изгледа тоа навидум дека е нереално затоа што сега вака од денешен аспект работам 3 работи и сакам да се посветам на семејството. Понекогаш можеби и маркетинг тоа. Значи не е се така како што изгледа на социјалните мрежи. Има и некои моменти кои што не се баш толку сјајни. Кои се тие моменти, ајде да кажи ги? Па има моменти кога се полудува, кога не се стига, кога се касни, кога ти блокира политичари сообраќај и протести се случуваат, па не можеш да поминеш. Ама тие моменти се моменти кога сваќаш дека си дел од процесот и се додека веруваш во процесот, се додека активно учествуваш и се бориш за да стигнеш до таа цел што сакаш да постигнеш во текот на денот, си освоил една мала битка која што на крајот од денот ти освоила цела војна. Јас тука би го додала само и трпението. Не, тоа ја немам. Немаш трпение? Тоа ја немам. Па да. не може да обстанеш толку време, Не, пример на било која. Со краток фитнес сум многу, сум пробал на јога да одам, не ми успеа. Ама, знаеш како, пробувам секогаш да најдам позитивната работа и во најнегативните нешта. Од секогаш сум сакал да давам позитивна енергија наместо да црпам негативна. Дури и кога ќе се сретнам со луѓе кои што едноставно така се откажали, вика тоа е тоа, таков ми е животот, не можам. Секогаш пробувам да ја најдам позитивната убавата работа за на крајот од денот и тие неуспеси не се неуспеси, туку само начин на кој што си сфатил дека не можеш да успееш. Кажа дека имаш бурен карактер. Како реагираш, ете пример на ситуација кои што не ти се баш по кеф, не ти лежат на срце, не ти се онака како што си ги испланирал? Каков си ете пример кога ќе се изнервираш? Што се случува тогаш? Со тебе и со околината? Па со околината ништо не се случува, односно пробувам да ја сменам. Живи, здрави. Пробувам да ја сменам околината. Многу сум наметлив. По природа сум човек кој што многу сака да кажува како треба и кога излегува така како што не сум кажал, тогаш давам се од петни жили за да биде така како што никогаш дури и кога ќе се случи да не се случи тоа што сум го кажал, не викам ете ти кажа. Не сум од тие што кукаат на крајот од денот. Ти кажав ја на тебе, да, ете сам си ама сувери се. многу сакам да се наметнувам и многу сакам да се борам за тоа во кое што верувам дека е правилно. Кажи ми сега, еве, јас сум си го имала и запишано тоа прашање, дали колку често пример некои работи не ти одат од рака и што правиш со тоа, еве. Па многу работи не ми одат од рака, пример пипави работи со штрафчиња дома кога треба да се прави, кога гоблени да се везат и такви некои работи, тоа не ми оди затоа што слаб сум и тоа приметувам да речеме дека и кај децава Илина е цела на мене, копија на мене. Значи она нема трпение. Она од прва ако не го погоди ова и после тоа одма со искрите со ѓаволските рокчиња. А Кирил е поише на мајка му. Мајка му многу сака да вежба, а вежбањето бара трпение. Значи да укнуваш цело време за пак и пак додека не го направиш. Ја не сум баш таков, ја поише сум импровизатор. Импровизатор. Добро, Димитар, ајде сега да те прашам вака, затоа што исто така споменав уште на сам почеток дека тоест не споменав на сам почеток, него сите тие кои што во моментов не гледаат, јас верувам дека 100% сум сигурна, всушност, дека си размислуваат потајно. Ете ги тие двајца си седнале, тие четворица во случајов си седнале, си прават, си разговараат, си пијат винце, дотерани, убави, нашминкани. Колку им е лесна работата? Заради тоа што долги години работеше токму оваа работа. Еве кажи твое мислење. Иако сега во моментов не си на телевизија, сепак многу време си бил. Твое мислење кажи. Како не сум ме викна на телевизија. Да. Лесна е. Реалноста е дека е лесна работа. Ако ме гледаш чудно сега. Ќе те карам. Ама ќе ти кажам зошто. Затоа што прво треба да сакаш да го правиш ова. Кога ќе немам гостин, тогаш ќе ти се јавувам цело време и ќе ти кажам: "Димитар, лесна е бе, донеси ми ги." Под тој термин. Вака ќе направиме. Ти викај ме секоја емисија, ја ќе си стојам овде позади, па гостинот ако не ти дое као прошлиот, јас ќе викам: тука сум, Иванче, кажи што сакаш да си правиме муавет. А ќе бараш хонорар? Не. Не е тоа од љубов. За да тргне работа, за да бидам звезда. Може така. Знаеш зошто е лесна работава? Заради тоа што е процес кој што се поминува и од кој ќе се помине е многу полесно. Зошто го кажувам процес? Затоа што процес е да се отсрамиш, да сватиш дека камерава нема да те утепа ако застанеш пред неа. Процес е ако научиш дека луѓето кои што сакаш да им се обраќаш и го кажеш тоа што сакаш да го кажеш без да размислуваш дали ќе сгрешиш, дали ќе направиш некаков лапсус, дали сега ти ме слушаш или си негде таму. Тука сум. Сватив дека тоа е природен процес кој што јас уживам во него
И искрено вака сега кога зборувам ми е жал што не сум на телевизија, ама Си на телевизија да те да, поправам. сум по моментов, ама ќе си одам додека не ме викнеш пак. Се надевам на подобри времиња телевизиски. Добро, ти ги кажа сега само убавите работи. Јас Да. вака кажувам, ние кога веќе ќе седнеме, кога веќе сме дошле тука Ма сите за вас е многу седнати, потешко. Вие треба да се шминкате, треба да правите фризури, не, дај Боже треба да биде 15 пат. најтешко, дај Боже да биде најтешка шминката или фризура или било што. Не е така. Значи целата организација која што стои позади, многу е лесно кога имаш некој што ти ги решава сите работи, Да. а друго е кога сам си ги менаџираш сите тие Да. работи. Така да ти ми кажуваш од друг аспект, кога ти носи некој Добро, гостин, е малку, ајде добро, Сега ова ќе зборевме за го... водителство. Е, па ќе Ама го ова што исечам го ова збориш се. ти, ова што го збориш ти и продуцентство. Значи Па- кога си продуцент на емисијата, кога договараш гости, кога смислуваш се концепт, кога правиш се е тешко, да. Е, па така кажи, сега тука ми кажуваш дечки ти. тешко е, да. На Ивано е многу тешко, ама замислете за да биде ваква емисија и вака да изгледа, колку се има измачено, колку треба да ја сака работава за да биде вака како што треба. Тешко е да се остане со здрав памет во Македонија. Ова е твоја изјава. Да. Зошто? Па зашто живееме во општество каде што е се спротивно од тоа што е напишано во книга. Е, па зошто тоа да може да е тешко, а ова моето да не може да е тешко? Не, не е тешко. Зависи како ќе си го сватиш. Зависи како ќе си го сватиш. Македонија е една многу, како да кажам, многу убава состојба. Зошто го кажувам ова? Заради тоа што во Македонија тој што ништо не направил може многу да успее и тој што многу прави може да не успее. Така е. Трета работа е што за многу од работите во Македонија полесно ти оди, а за работи за кои што во светот вака се случуваат, као што беше, не знам, пасош да си извадиш, И ти у лична Македонија мора да се јавиш на министер за да си извадиш пасош и некои такви слични работи, затоа велам дека е се обратно од тоа што е напишано by the book што велат. Ама по друга страна јас имав неколку прилики да си одам од држава и да работам надвор. Ама си остана тука. Никогаш не го направив тоа, само заради тоа што јас многу си ја сакам Македонија, не заради сега семејство, роднини, пријатели, обкружување, туку заради тоа што верувам дека ако сите силно сакаме, можеме да направиме промена. Е, ти ги пак истите разговори. Да. Тука имаше нешто и на Златна Бобомара кажано како демек сите плукаме по државата, не чини здравство, не чини, не знам, се ништо не ни чини, а пак сите сме тука. Да. И пак сите си живееме. Горе тука. долу дека сите сме тука, сега многу си исели, а? Младите, ама Да. еве примерот тие што најмногу зборуваат, тие сите си се тука останати. Ама знаеш што? Сите викаат дека здравството не чини, а сите фаќаат врски. Сите викаат дека Да. не чини сообраќајов, а сите први пак се точно. фаќаат за телефон да се јават кога ќе ги застанат и кога ќе ги фатат на радар. Сега на крајот од денот треба од нас да тргнеме, Така ние е. не чиниме, државата не ја прави никој друг, граѓаните ја прават. Ајде сега државата ја оставаме да си А ќе оправиме мирува- иначе, ја и ти да државата си мирува среќа државата, фативме. ете така. Сега сакам да те прашам тебе, дали имаш надпреварувачки дух? Дали сакаш примерно да надпреваруваш со твои колеги, со твои другари, со сопруга, со блиски, познаници, пријатели, со работници? И дали знаеш, она што е најважно, да попуштиш, да победи некој друг, дури и тогаш кога знаеш дека ти си подобриот. Да, тоа не го знаев, ама го научив во бракот. А инаку на преварувачки дух и така како имам јас 11 години тренирав професионално фудбал и од таму ми е и дисциплината, од таму ми е и начинот на размислување, од таму ми е борбениот дух, од таму ми е желбата да победам и да успеам. Секогаш гледам не да се надпреварувам за да победам, туку Да си докажеш себе си дека си. па и да се докажам, ама и да покажам дека може. Зошто? Заради тоа што многу од луѓето што пробуваат ќе бидат неуспешни неколку пати и сваќаат дека тоа е тоа. Ја не се откажувам и тоа на неколку пати ми се покажало како многу добра особина, а борбениот дух кога ќе го споиш со fair play, зашто исто тоа многу го Точно. почитувам, имаш една совршена комбинација. Тоа во бракот го научив, тоа го кажав прво, Да. затоа што во бракот е компромис и ама од друга страна компромис за двајцата. Бракот јас не го разбирам како докажување помеѓу двајцата, туку едноставно
начин на кој што двајца функционираат во совршена хармонија. Сега таа совршена хармонија може би вака совршено звучи, ама е една амплитуда која што оди вака. Тоа е живот. Да, и нормално некогаш да е треба така. ти да попуштиш, некогаш тебе ќе ти попуштат, а нема да ти кажат и ти ќе се осеќаш битен. Ама на крајот од денот, се додека има разбирање, мислам дека и комуникација, мислам дека сме на добар. Ќе зборуваме и за бракот, имам неколку прашања сега. Дека од таму тргна сопруг за сакав- тоа. Па, види вака, Снеже ме утепа минатата емисија со конкретно тоа дека сум поставувала прашања само за брак, а јас тргнувајќи дека може да дадете Снеже ли некој најде добар... бе? Снеже ли најде да ту Сите- тепо? Снеже секој 16 пати сум гостувал кај нејзине емисии, знаеш како ме најава? Сопругот на Сара Мејс. Што имаш постигнато ти у животот? Па еве, сопруг на Сара Мејс сум. Па добро, тоа не е, Да. не е мала работа, Супер е. сум треба да бидеш Не дека горд на си имам сето тоа. сработено нешто и ја, ама ето така. Како и да е, зборувавме исто така за надпревар, тоа мене ме асоцира на спорт, ме асоцира на, не знам, на вежбање. Сега сакам тука да кажеме дека да посветиме малку време и на трендот кој што е моментално на здрав живот, на здрава исхрана, вежбање и сето тоа, и тоа е многу окей и многу го почитувам јас пред се. И сега има еден нов тренд на облекување, а тоа е некако да се сите се облекуваат некако полабаво. За во било која ситуација се покомотно да биде полабаво. Еве пример според тебе, дали мислиш, еве сега си убава дотеран, морам да го Фала. повалам твојот денешен изглед. Кој е твоето пример, како ти се чувствуваш според она како си облечен и дали мислиш дека има време, место и прилика каде треба да го носиш тоа полабаво? Па апсолутно, за мене полабаво, види, полабаво зависи во која смисла. Сега не сум Полабаво? моден експерт, да не ме начека Сергеј па да ми објаснува сега не треба да се бавиш со мода, ама од лично мое искуство сметам дека за секоја пригода има прикладен начин на облекување. Сега тоа зависи каков ти е стилот. Сега рапери од цел живот се облакали у полабаво со смркнати гаќи и со панталони, ама тоа им е таков им е стилот. Пример да те викнам како гостин во емисија, верите да дојдеш така облечен? Па види, Кога- ако кога таков веќе- ми е стилот и ако сегде така се појавувам, и да го разберам до негде. Мене ако ме прошаш, ја не би, ама пак тоа е мое лично мислење. Значи, може Добра. би, знаеш, не окей да немаме исти став за некои Да, работи. да, да, Значи, да. ако некој има таков начин на облекување, ако смета дека прво ја видов дека вие сите се дотерувате на Тоа сакам да го кажам. за на емисија и сега не можам да си дозволам вие да сте дотерани, ја дам ко клошар овде, стварно да сте ме измакнале од позади, си викам треба на некој начин и јас да парирам на Спрема целата мене тоа е атмосфера. почит. Почит Апсолутно. према тој што те поканил, почит према тој што те поканил било каде, не само на Да. емисија, примери на настан, доколку знаеш дека тој настан ќе биде, не знам, си има свој дрес код. Да. Во тој случај да не отидеш така како што треба, ти си тој што не почитува Да, едноставно. добро, и во поголемиот дел од случаевите и во објекти, мислам во светот, во ресторани, во Да, си слично, има дрес код. има дрес код и ти ако не Ништо, прилегаш значи, ние треба таму, да си напишеме тука на Да. ова пулчето дека имаме дрес код од следна емисија, сите да си праќај маркирани ти. како што треба. Ама кажете им, значи ако сте у црно, кажете барем и гостинот у црно да е, не да доаѓаме овде како веселчо. Убаво ме насмеа како и да е. Тука сакам да кажам уште една работа пред да дојдеме на ова снимање. Изгледав еден рил кој што така ми го привлече вниманието, особено пример затоа што ете, не знам, мене ми го привлече вниманието, не мора да значи дека и на сите. Каде што одговорот беше дека одговорот на прашањето кое што гласеше дали мажите се плашат од успешни жени, говорот беше како демек мажот не мора по секоја цена да е успешен и жената може да е таа што е успешна. И сега тука прашањето ми е мене. Доколку мажот во повеќето ситуации не треба примерете да си има таа машка улога и жената треба да е таа што ќе ги носи парите дома, во тој случај мажот треба да раѓа. Па, имаше еден таков филм Нели така? со Дени Девито и Арнолд Го Шварценегер. немам гледано. Да, постар филм е. Прво да дефинираме што значи успешна жена или успешен маж. Да. Одговорот беше кажан конкретно за финансии. Па, Во тој аспект. за мене финансиите не се пресудни дека некој е успешен. Дали некој ако крадел од ова општество и направил пари во животот, е успешен. За мене тоа не е успешен Сега ти човек. како тргна Па не, политички еве, одговор да ми не, дадеш. ама ајде да ги дефинираме работите. За мене многу поуспешни се
жените кои што останале дома, направиле нешто, зборам за одгледале деца и кои што тие деца излегле на прав пат, отколку некој што крадел и направил финансии. Па во тој случај сега морам И тука уште, веднаш уште да ова, те прекинам. да не испадне само дека жените што седат дома. Значи во денешново време јас ги ценам луѓето кои што ќе се договорат дома што прават. Да не е дека ако жената останала дома, дека останала не по своја волја, или ако мажот останал не по своја волја. Значи, за мене успешноста на мажот и на жената не се мери само во финансиите, туку се мери и во можноста да се докажеш во она што сакаш да го правиш. Ако така се договориле, дека едниот ќе прави пари, а другиот ќе седи дома, подеднакво се успешни двајцата. Или пак, ако двајцата тргнале да прават нешто и во меѓувреме хендлаат успешно и другите работи, за мене исто така се успешни. Конкретно за доколку вака. жената носи пари у куќи, Добро. дали мажот треба да раѓа деца, затоа што не може жена и да носи пари, и да раѓа деца, и да воспитува деца, и да чува деца, и се да прави. Биолошки мажот не може да Нема раѓа ќе се деца. изнервирам сега тука. Седи, молим, пивни си винце малце. Ај, живели. Ајде, зубо. Ајде, за мажот ќе раѓа. Ајде, на здравје нека. Муабетот ми беше, биолошки мажите не може да раѓаат. Мислам, уште науката не отишла до таму да мажите да раѓаат. И малце ми е сулудо, затоа што е мајка природа, додеме против природата. Вториот момент е дека ако жената носи пари и ако е успешна во тоа што го прави, односно во сопствената кариера, и ако мажот е окей со тоа да седи дома и да чува деца и да гледа куќата, не гледам причина зошто тоа да не е правилно. Ако така сакаат да живеат, ние не може да кажеме дека дефиницијата за успешен брак е ако жената седи дома, а мажот оди прави пари. Не. Мислам, тоа може би било успешно во 1830 година, кога копале мажите 12 сати на нива, а женава правила граб дома. Зашто ти животот го гледаш како да е на кантар? Ако она го носела 9 месеци, сега ај гледа вака. Зашто порано се знаеше дека мажот е тој што заработува, сега Добро. жените се принудени да заработуваат за сопствен живот. Порано жените беа тепани и тоа беше окей. Дали е окей тоа некој да биде тепан дома? Да, Не е окей, семејно така? насилство апсолутно не е Ама окей. А порано- дали биле тепани, Порано не знам, било јас окей, не порано познавам. општеството викало малце да и дојде памет да ја скраси. За мене тоа е сулудо. Значи работи кои што порано се случувале, не значи дека се добри да се случуваат и денеска Дај бре, живееме. тука жени бре, имам ли бре? Значи тука дебата отворивме и ништо Ама- глас не ама пуштија. идејата- Не е можно. Тоа ли ти е целта сега да те омажиме или да... Значи, мора да ве молам, еве, пуштаме еден оглас за Ивана, бараме маж, што ќе го дои детето 9 месеци, она ќе го роди, ќе носи пари ваше, само да седите дома и да уживате. Следното прашање ми е токму тоа, колку е убаво, колку е тешко да бидеш во една куќа, под ист кров, ете како што каже и самиот, по 3 работи, Да. различни работи, а сепак има менаџирање тука и на семејни обврски. Па, тешко е колку што е убаво. И И убаво е колку убавото што е во тешко, тешкото. така е. Да, ова, мислам, слободно можам да кажам дека нас работите и животите кои што ги имавме пред да имаме деца, направија да сватиме дека и двајцата сакаме да работиме и сме воркохолици и дека нема да има поделба на врските. Океј, сега ја ќе цепам дрва, ти ќе цепиш виски, него ќе се договориме дека кога ти имаш повеќе ангажмани, јас ќе допринесувам повеќе и обратно. Дали некогаш се почувствувала, ете пример, некоја љубомора помеѓу тебе и помеѓу Сара, конкретно, кога станува збор за работа, кој е поуспешен, кој има повеќе време, тоа е конкретно за работи. Дали се Да. почувствувала другата, втората љубомора? Е пример, ти си во друштво, еве сега во моментот на симпатични девојки, таа е во друштво на Многу скромно го симпатични кажа ова момци. симпатични така да. девојки. Слободно Па можеш да добре. кажеш убави, зашто? Симпатични бе сега, да оставиме другите да зборуваат, да не зборуваме за себе. Се почувствувала и тоа е добро. За која љубомора И сега за двете. збориме? Добре. Со тоа што за првата се почувствувала, ама во позитивен контекст. Значи, ние најчесто се советуваме за нашите кариери и некогаш кога едниот стагнира, имав јас еден период таков, летоска правевме едно шоу кое што беше за на YouTube и имав така многу дилеми дали воопшто да влезам во целата таа приказна, затоа што многу ќе ми одземеше време. време
И дополнително, затоа што бев свесен дека тоа нема да финансиски да излезе толку добро како што би очекувал, бев на големо размислување дали воопшто да се вклучам во целата приказна. Сара беше таа која што ми рече: слушај, ако сакаш да го правиш, седни, ја мислам дека треба да го правиш, направи го. И така било и со Сара, кога било во прашање дали ќе се стигне, дали ќе се направи, дали ќе се заврши кој што треба таа одредена работа. А за таа другата љубомора, Ајде, таа е поинтересна љубомора. не, види, знаеш како, ако не се чувствува, значи човекот не ти значи. Сега, што значи тоа да се почувствува? Едно е да се почувствува и да ти стало до тој што е со тебе, а друго е тоа да е во облик на посесивност и да ги преминува границите и да биде единствениот извор на тоа човекот да ти каже дека ти му значиш и дека само до него треба да си скрасен. Зборам и за едниот и за другиот. Сметам дека таа љубомора воопшто не е здрава и не допринесува на никаков начин. Можеби тоа повеќе влијае на парови кои што нема доволно доверба и не се ценат себе си. Доверба во самите себе, мислам Да, дека е и пред не се се. ценат себе си доволно за да се свесни што имаат покрај себе. Така што убаво е да се почувствуваш ти дека партнерот ти е љубоморен, ама Ајде нешто сега, мала умерена сега доза. со следното прашање. Имаш исто така една твоја изјава, во бракот треба да си јак на психа. Апсолутно. Па да. Бракот е шах. Бракот е шах. Зошто го кажувам? Заради тоа што двајца различни карактери во еден момент треба да функционираат како едно, треба да комуницираат за да стигнат до решението и имаат мал милион дистракции, како што се деца, куќа, обврски, работа, пријатели и сите тие работи. И ако ти не си јак на психа, не го сакаш тоа доволно. Добро, јас мислам дека ова веќе ќе почнеме да го прекрстиме, мислам дека Старс во советувалиште. Не, па за знам, мажи, за ја сакам жени. вака да си легнам како на психолог да сум и да уште остана да ти раскажам за детството, Има за една да ги најдеме емисија, траумите. има една емисија на терапија, така да ќе размислам следната сезона дали ќе биде Старс или терапија. Немој, таму Да психологот раздравиме се сега. полюби со таа што беше пациентка, така што Не ми е да гледано не испадне тоа. после. По возрастна жена е, мислам дека зборуваме за различни емисии. Чекај на терапија. На терапија, да, српска. Тука, Димитар, сакам да кажам дека имаме едно прекрасно винце од нашите добро. спонзори Вардарска долина, Шаторизов. Дали ти се допаѓа винцето? Одлично, да. Си реже, Неготински. неготинско. Каже нешто на кавадаречки неготински, Е, затоа што заборел. кажи сам. Како сега Сум ми заборел. Немој сега да дека лафиш ми кажа. ЖДВПБ. Нашите спонзори исто така припреми едно винце, ова Фала да ти. си го пиеш со драги луѓе, ете може Фала со ти. Сара дома на некоја тајна вечера, кога децата ќе ги испратите кај пубертлите, така ги Па кажа. може и кога ќе заспија дедовци. децата. Може и така, Да. точно. Па може и попаметно. Да не ги чекаш дедовците Да. не за нешто друго. Тука секако сакам да ги поздравам и нашите пријатели Државна лотарија кои што порачуваат на сите вас дека стригате на секаде. Вие се што треба да направите да ги уплатите вашите 7 стрикни лото броеви, секако да изгребете по некој од нивните инстант лозови, а Државна лотарија спреми подарок и за нашиот Димитар. Тука има гребки со кои што ќе ја предизвика среќата. И види, тука има повеќе гребки излеат што Ајде, требало. Стварно? Да. Ама така ти се погоди тебе. Мислам дека е време за најзабавниот дел од нашето шоу, за да не биде на терапија со Ивана, може да започне Жешка енигма на Ангела. Добре ми дојдовте, драги гледачи, во уште една Жешка енигма. Денеска во наша постава ја имаме и Емче, која што нема да ја води енигмата затоа што не си ја давам, туку ќе биде еден од надпреварувачите. Играта се состои во тоа што имаме една чашка и едно јајце. Јајцето е намерно избрано, живо е, не сум го сварила. Играта се состои во тоа што и двајцата учесници треба наизменично да ја удираат чашата. Јас кажав да удираат вака, но нивниот став беше да го удираат
Јајцето вака на Кај крајот. тоа сега? На Емче беше желба. Емче? Вака. Да, Ево. така? Ете така. Да. Она така сака со јајцето да се однесуваме Океј, вие денеска. си знаете. Девојките во црно ја приреди оваа игра за Димитар кој што кажа дека нема баш трпение. Сега да видиме колку ќе може да се исконтролира тука во моментот и да процени дали треба она лист камен ножички да не биде камен, туку да само да се воздржиш. Дали ќе се воздржиш или не. Значи, двајцата учесници многу едноставно ја одираат чашата, но во еден момент, еден од нив, кога и самиот ќе одлучи, ја подига, а оној што ќе го скрши јајцето, е губитникот и ќе го викаме јајце до крај на емисијата. Емче почнува, ајде. Еден, два. Само ако може јајцево да остане. Каква ви оваа игра, жити све. Која е шансата да Од се... кај е оваа игра? Ајде. Ова е играта на помладите генерации. Ај! Јајцето... Ама ови да сакаш да скршиш јајце не можеш. Значи, ајде. Ајде. И ќе се. Да, здраво било. Домашните јајца. Значи да не се фрлаат јајца. Да, ќе го направиме омлет. Јајцето, драги гледачи, ќе го направиме омлет, а Димитар ќе биде Јајце. закитен до крајот на емисијата со епитетот јајце. Fair play. Ви благодарим. Congratulations. Дали сега признаваш дека си изгубил? Да. Ти признаваш, Тоа е. но ние сепак мораме да те наградиме. Како реков, јас некогаш е поважно да изгубиш за другите да бидат среќни. Затоа си вистински победник. И Аха. затоа си добиваш вредносен ваучер од 100 евра од Опа. Астра Казино. Да, не е Фала, мала фала, бројка. фала. Таму не се кршат јајца, се играат други игри, можеш да одиш и слободно да ги Готово, дуплираш договорено. парите. И вредносен ваучер од 2000 евра, можеш само на Сарче да 2000 евра. Машала, фала. Ја идам, најде се гледаме дечки да си потрошам еврата. Дај ми маркер да пречкртам овде денари. Денари ми напишале погрешка. Евра рече, нели? Ова е снимено, така? Фала. Фала многу на поддршката. Ете. Мислам дека Ангела беше и како дарежлива за нашиот гостин Димитар, 2000 евра кој из ракав ги даде, ама нема врска зелеа, така да ако ви се јави Димитар или жена му на Димитар, треба да ги Аби за 2000 евра и испочитуваме. фустани ќе носиме, што е проблем? Нема проблем. Така да, зашто да не. Сега мислам дека е време да најавиме и нашата Емче во Длабокото Сем, која што има спремно многу интересни прашања со нашата персонализирана игра Картите во Длабокото Сем. Повели Емче. Браво. Zdravo Makedonijo i od mene. Danes zajedno so nas imame jedan opasen frajer. O, neopasen, beše pred da se ženi. Сега je samo frajer. Neopasen, Сега сум безопасен. bezopasen. Димитар, да ти кажам дека изгледаш много баво. Ти благодарам. Истото мислење јас го имам и за вас три. Ова сут од каде? Ова? Аха. Пофали Од ги, ајде, синьори. слободно. Од Да. синьори? Од синьори, да. Многу. Знаеш ли ти дека Бомба. првото дело кое што го имаат направено синьори го имаат направено за мене? Стварно? Да, пред да почнат пред 11 години, Крис дојде од Чикаго, почнаа со Нено да работат и ми понудија да соработуваме, ја имав емисија и да прават дело за мене. И првото дело го имам ја. Ето, значи ти имаш таа убава стрекичка. Реалноста е дека они прво за себе си направија дела, ама убаво Ама е во да јавноста, во јавноста, убаво ми е да сум да, си дека за битен. тебе, да, да. Можда сум безопасен, ама сум битен. Второто што сакам да ти го кажам е да те правам. Дали ти добар пливач? Јас? Катастрофален. Катастрофа? Катастрофа. Види, зависи за во какви води правиме муабет. За диви води или за питоми води? За Средни. средни. Па,
ќе се снајдам. За длабоки, овие се длабоки. За длабоки. Да. Значи треба да се нурка. Зошто тука во Македонија нема море? Нема море, ама имаме Да. езеро. Охридско, многу Охридско? љубаво. Си се бањала во Охридско? Не може во Охридско вода многу ладно. Лепа ладно, да. Да. Ладно, ама во длабокото после се едно ти е после дали е ладно или топло. Димитар, жена ти е музичар. Многу бав пее. Ти дали може да пееш или само пееш во бањата? Јас кога пеам, Или Дом- тоалет? дома ми викаат се прави само не пеј. Инаку завршив нижо музичко, свирев и виолина 7 години. И едно време мислев дека сум музикален. Се додека не се оженам. И сега станав немузикален, безопасен. Таков сум си сега. Не можеш да се подпевнуваш. Да, си подпевнувам кога сум сам дома. Кога никој не ме слуша. Немој да ме тераш да пеам сега. Нема да ме пуштат дома да си одам. Малку, Сара гледа телевизија сега, пее малку. Ајде, што треба да пеам? Пее за, не знам, Милионерче не си градава. Што да игра? Милионерче знаеш? Не ја знам. Милионерче ме си градава, дава, не си мажево, имаш Ајде, пари, Димитар, придружи се. дава, не се хами Сега ги имаш само парите ти ги дадоа. Еве ти 2000 евра да не пеам, може ли те молам? Те молам. А и толку убаво пееш ти покрај Славе како тебе грео да ја да Димитар, пеам. пее нешто, Деве кажи еве што да пеам, не ти ја знам песна, жими се ти кажувам. нешто, Македонско нешто може да Македонско. запее. По твој избор. По мој избор, сериозни сте дека сака да ви Па пеам во малку. емисија? Оге, Минимално. Сериозни сте од- дека сака да ви се исклучат гледачите да заврши Ако емисија е порано? толку лошо, еве ти ветувам дека ќе го Да. пресечеме во монтажа. Македонско, а? Македонско девојче. село време, македонско девојче, ај. Село време, пее нешто, ако пее нешто, македонско девојче, ај. Епа, види, и ја како тебе само таа ја знам. Тоа е. Ајде, добро, што? Да пеам, а? Абе, не икам да пеам. Димитар, ти си македонско или не? Ти си Сум. македонски? Чисто крвен. Или само пееш во кафана? Не пеам у кафана. И зошто не сака пееш нешто? Па еве кажи која песна ќе ја пеам одма. Во Сега ќе Македонија има многу песна. И ти не сакаш пенеш. Да знаев ќе спремев песна, вака сега не вежбав со професорката. Која песна, од кој од Денка може нешто да испее? Добро, Денка, добро. Ја. Или од Сара, да! Од Ајде, Сара! врне, I will never let you down. Врне, I will never let you down. Врне. Браво, Ем! Браво! Ова беше Така! со настап хореографија се браво. Добро, мислам дека е време за започнеме Ајде. во рубриката. Не ни почнавме? Ова не беше, ја мислам, ова е крајот. Колку длабоко ќе пловиме, ти избираш преку картите што ќе ги изблешеш. Добро? Ај, разбираеш. Да. Горе доле. Сега треба да извлечам карти, така? Обично гостите блечат по 3, Добро. но ние направивме исклучок за тебе и те оставаме да извлечеш 5 карти. Многу Пет. добар исклучок, фала ти. Океј. Ептен, сам да се ги земам или ти ќе ми Да, даеш? сега да, може. Добро. 5. 5, а? Да. Спремни си? Па, да. Ќе биде... Јован 6, окей, добро. Шест. Сака 6, Ај ми нема подметна една проблем. ти. Епа има време.
Што според тебе е прав маж? Што според мене е прав маж? Маж што знае да сака. Точка. Маж што знае да сака. Да. Добро. Не се допадна Ајде. одговорот некако. Што би попрво? Сам дома или на забава со пријателите? Па и морам да одберам? Што би поправа, да. Да. На забава со пријателите. Ха? Да. Не сум јас сам. Да? Не, ич. Социјален тип. Ти си многу Социјален случај сум ја. Ти си многу социјален. Да. Да, како мен. Дали доколку би изгубил се што имаш, би можел да почнеш повторно од нула? Да. Зашто ми се случило тоа и сум се вратил појак. Океј. Појак, Емче. Појак. Ајде. Која посталка на твоите родители ти предизвикува најголем срам? Која постава? Уф, има неколку, ама онаа што ви ја издвоил, мајка ми Бог да ја прости, цел живот пред сите ми ја правеше. Ќе одиме негде или ќе одиме по улица и ќе застанеме со некој, шо правиш, како си, ќе се свртиме дека ме, ти текнува кој е ова? И да, ми текнува, кој е, ај кажи, и ти оди, објасни се кој е, што е, и секогаш сум пропадил у земја на тоа. И гарант не сум единствена, сите ни го правеле тоа. Апсолутно. Ова е твоја тетка. Да, секогаш било така. Да. Ајде. Под кој олности? Под кој околности? А може и под кој околности. Под Како ти одговара? Зависи. кој? Под кој? Под кој? Под кој околности може да се оправда лагата? Може друго прашање? Не. Да. Претпоставав дека ќе не е одговорот. Види, лага според мене не може да се оправда, ама единствено што може да се оправда лага е која е бела лага. Која е лага за да направиш добро за некој друг, односно да го заштитиш и да не му наштетиш повеќе од тоа што си му направил. Добро, супер. Туф. Што е најхрабрата работа што ја имаш направено? Најхрабрата работа? Имам две. Една е сум пливал со ајкули во Турција, а втората е 2 пати бев во сала додека се пораѓаше жена ми. Пошто мислам дека похрабра работа од тоа за еден маж не постои. И третата во длабокото сем. Третата... Па бога ми, да. Да. Еба, ова прашање е многу лесно за тебе. Види, ај вака, може вака. Не сакам. Ај земи ги сите, постави ми ги. Тука сме, што нема врска. Не. Види кој ти одговара. На број 3 омилен места за бакнување. Омилени места за бакнување? Да. О, па чекај. Може и по телото, Да. може и локација. И на такви. Аха. Значи треба 3 вакви, 3 такви? Да. Да, имам, да се само 3. Од места, па не знам, плоштади, кола, Леле. бања. Шпоред. Тоа не е за бакнување, Ангела. И нема центрифуга, Ангела. Тоа машина беше. А за тело, раце, нозе и уста.
Добро. Фала ти, Емче! Фала многу Фала ти на тебе. за твоето Крено. искрени одговори. И сега имам подарок од Ажико Ком Центар. Затоа што сте Повелете. храни Фала здраво, ти многу. претпоставувам. Прекрасни ти беа прашањата. Секоја чест и продолжи така. Фала. Продолжи со такви прашања. Фала многу. Продолжи само во длабокото. Само со длабокото. Само во длабокото, никако поинаку. Добро. Не оди во плитко. Сега Ивана може да продолжи. Мислам дека и како на Димитар му се допадна во длабокото со Ем, но сепак ќе мора да се вратиме пак тука на едукативната емисија. евра, ама сега нема врска. Уште малку на терапија нема да одиме. Тука пред да продолжиме со нашите прашања, секако сакам да ги поздравам и нашите други пријатели кои што се грижат да оваа емисија е ваква како што е. Тоа се нашите Flex Broker кои порачуваат на сите вас да го осигурате домот за 0 денари. Тоа значи дека сите вие треба да проверите на нивната веб страна www.flexbroker.mk што ти ја нудат. Јас секако сакам да кажам дека сигурноста започнува токму со нив. Тука оваа прилика секако ќе искористам да ги поздравам и нашите Мобитек. Во моментов немаме подарок за Димитар заради тоа што Ангела го заборави. Сакам да Нека кажам си игра на сите детето, вас, Ангела, ете нема така, врска. па 2000 евра сега ти Па даде, да, тоа ќе си купиш сам. Ги има Мобитек Значи сега и со во ова можам да аеродром идам и во и во Мобитек и во Влај. Азалеа, така? Така. Готово. И во аеродром и во Влај, така да се што ти треба од мобилна галантерија, Па за најнови 2000 евра телефончиња, има што Ќе да се земе зема. некој Pro Max. Така, Димитар, кажи ми кој е најголемиот блам кој си го направил додека си бил на сцена? Сум излегол со туѓо сценарио. Односно излегов со сценарио од друг настан. Пошто водев 2 настани дента и на брзање излегов со сценариото од претходниот настан. И што се случи? Ништо, во длабокото бев. Се вадев. Импровизирав, да, импровизирав. Кажи ми, после УЗОС имаш бањато гол во Охридско езеро. Што ќе се случи ако пиеш некоја појака ракија? Ај, ќе повраќам као тазе трудна жена. Не знам. Имам пиено и ракија. Од кај ти ова зузо, чекај се? Па не знам, нека да си го кажал. Сум го кажал, сигурно, да. Да. Тоа беше многу такова форт ситуација. Сега веќе спомнавме во длабокото, спомнавме морења езера, Ај што се бањав, него заспав на плажа тогаш. Ти у животот нормално, ја ова што сум го правил, не На знам, 20 години. па и помал. И помал. Ама ракија почнав да пијам. Па се ожени, Од кога се ожени? Не, ракија не сакав многу, ама сега знаеме така на ручек, по една за наздравје, Живели. да. За... Ама и ракија која за пиеш циркулација. рачуне, ништо не те боли, ни глава, ни Да. раце, ни нозе, ни Па стомак. добро, викаат Таа ракија ти дека е за све. Така е, И се за си глава, лечи. и за реума. Кажи ми, имаш кажано дека си гурман. Иако знаеме дека си физички активен и дека водиш здрав живот, што е оно што најмногу сакаш да го јадиш? Што ти е највкусно? Месо. Какво месо? Секаков тип на месо. Освен јагнешко. Не јадам јагнешко. Ти Инаку, мириса. месо во секаков облик, на секаков начин подготвено, у секое време. Готвиш дома? Кој готви дома кај вас? Ти или Сара? Готвиме и двајцата. Готвиме и двајцата со тоа што гледаме кога има помалку обврски, Кој повкусно готви? да. Па се, Сара за мене повкусно готви. Иако не се давам, ама Сара знае многу добро да готви. Многу си осетлив на темата зет или дечко за Илина. Зошто? Боли. Па не, мислам дека е многу рано да се отвара уште таа тема. Да го прескокнеме. Сара има изјавено дека не дозволува дома да се слуша никако турбофолк. Дали го делиш и ти мислењето? Дали Апсолутно. не се слуша никако турбофолк кај вас Не дома? се слуша, ама тоа не е дека не дозволува никако да се слуша, туку сметаме дека децата тоа што ќе им пуштиш, тоа ќе слушаат. Значи они немаат у школу или нема Димитар па Палдум ќе и- пораснат да има каде да излегуваат. Океј, али види, и јас растев во такво семејство, па не излегував на турбофолк места. Добро, окей. Што ти е најдраг подарок од свадба? Најдраг подарок од свадба.
една слика со волци што си имам у спална. Кажи ми последното прашање затоа што убаво се забавувавме Последно буквално во прашање? сите. Саш да ми Последно кажете кога ќе прашање? заврши емисија. Па Мене многу брзо ако- напомена. А него ни Ќе добивме имаме, ни ќе виното. имаме после емисијата, ќе има ете ден со Емча. Готово, Ете така. договорено. Последното прашање е што е она што најмногу мразиш да ти го поставуваат како прашање? За да знаеме што да не те прашаме следната емисија. Па не знам што е ново кај тебе. Кој ќе ми рече? Што е ново кај тебе? Да, кој ќе ми рече? И што е ново кај тебе? Ништо извади в албум. Што да е ново? Мислам, почитувам што си се подготвила, сте се подготвили за цела емисија, затоа што пред се почита не доаѓа само од гостинот, доаѓа и од домакинот. Така што ако човекот кој што ти го прави интервјуто не е подготвен и апансас доаѓа со прустов прашалник каде се гледаш за 10 години, Добро, значи Нема каде поента се гледаш за интервјуто. 10 години и што е ново кај тебе ќе бидат првите две прашања следен пат кога ќе ни Договорено. дојдеш во емисија. а тоа е следната емисија, Така е, така е. Пејтон ќе правиме, не е проблем. Серијал ќе направиме Да. со Димитар. До тогаш ти посакувам да си бидеш уште поуспешен. Ми кажа дека ги реновирате канцелариите. Купивме нови. Купивте нови, тоа сега значи ги дека опремуваме. уште подобро ви Да. оди тоа што го работите. Ви посакувам успех. Ти посакувам успех на секое поле од животот и да си се гледаме само вака во забавни моменти. Можеби нареден пат ќе имаме не толку едукативни теми за разговор. Па види, јас ти посакувам многу сезони, ви посакувам многу сезони. И навистина уживав во вашево друштво вечерва. Ви Драго ни благодарам е. за поканата. Многу брзо ми помина времево. Че особено тоа со прашањата. И со јајца да Ангела, и со 2000 евра. Шала на страна, прекрасна емисија. Посакувам уште многу успешни сезони. Амин. И пола од емисијата да ти биде редење на спонзори само за да правите пари. Фала ти многу. Македонија се гледаме следна среда. Знам дека уживавте во денешната емисија. Чао, чао. Мажот треба да... Прво, ај вака да дефинираме. Што значи успешна жена? На здравје. Дали... Ајде, еднаш кажи го. Се Станавме? мајсторе? Абе, стварно облечи се, Абе, Аце. облечи се. Аце, И од таму ти дува, и од ваму ама ти не се дува, прави ке го сега, јаде. види го. Мајка која ќе викне се облакаш. Станува и облечи се. Он игрица си лупа. Не, го, Не бе, камерата ја пушта. Мислев солитар, ма. Оно са вајли од државна администрација. Па работа не смее да трпи. Сакам да си најдеш маш кој ќе те прави среќен, кој ќе те разбира во... Среќен не мора да ме према. Среќна, извини, да. Па не, јас од себе тргнувам. Ај, се на прва торба.